По 30 години во Свети Николе се гради социјална зграда со 48 станови. Денеска на местото каде за 18 месеци треба да се вселат станарите, на увид во текот на работата беа министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, градоначалникот Сашко Велков и директорот на акционерското друштво за стопанесување со стамбени деловен простор Кристијан Трајковски. Владата е силно фокусирана во делот на она што значи изградба на социјални станови во смисла на помагање на социјално ранливите категории. Ние тога го работиме во континуитет, тоа го покажавме и ланската година. Значи имаме една сериозна, силна пресвртница во дело на она што до пред неколку години се правеше и она што е сега владина политика. Изградбата на оваа зграда е прво поголемо градежно случување во Свети Николе по цели 30 години. Ова е нешто ново, ваква инвестиција не е имало во Свети Николе 30 на година. Се надевам дека со изградба на автопатот и со веќе донесување на генералниот урбанистички план, што е на одобрување во транспорт и врски, Свети Николе конечно ќе го добие оно што треба да го добие, и некој инвестициски бум во изградба и на колективни згради и семејни куќи, секако и на изградба, односно за привлекување на домашни и странски инвестиции. Објектот кој ќе реши 48 стамбени проблеми дава надеж на сите во градот, но ја потенцираат и можноста што им се дава на социјално загрозените. Па штом се гради сигурно дека е добро. Секое нешто е добро. Во секој случај е добро. Колку толку народ ќе се обезбеди некој со стамбено питање. Па сигурно ќе биде малку подобро за тие загрозени да се обезбедат со стан, за да може да живеат. Според директорот на акционерското друштво за стопанесување со стамбени деловен простор Кристијан Трајковски, по 18 месеци, освен во Свети Николе, социјални живеалишта ќе бидат изградени во неколку други општини од регионот и државата. Во наредниот период акционерското друштво е посветено силно за спроведување на програмата на сите оние социјални станови кои што треба да се изградат. Вкупно остануваат уште 7 социјални згради кои што ќе треба да се објават и да се завршат постапките во делот на јавните набавки. Очекувам во наредниот период исто така зградата во Виница да се пушти, зградата во Бутел исто така и уште 7 набавки очекувам до крајот на 4-5 месец да бидат завршени. Тоа значи дека вкупно во период од година и пол ќе бидат започнати околу 13 стамбени единици со оваа намена. Инвестицијата вкупно на сите социјални згради е околу 10 милиона евра.